Со 57 гласа за без поддршка од ВМРО ДПМН, собранието денеска изгласа потребата од донесување на законот за јавно обвинителство по скратена постапка, што е првата фаза од парламентарната процедура која треба да резултира со законско решение за идниот статус на СЈО. Образложувајќи го текстот што го предложи владата, министерката за правда индиректно ја спомена и аферата Рекет, во чиј центар е притворената шефица на СЈО Катица Јанева. Предизвиците пред кои што се наоѓаме веќе 5-6 години е обезбедување на ефикасна правда. Обидот со специјалното јавно обвинителство да се направи на некој начин ефикасен механизам, видовме дека даде плод, но исто така имаше и негативни реперкусии, резултати кои што во моментов со кои што за жал се соочуваме. Опозицијата не ја поддржа оваа фаза од постапката, очекувале Десковска во најмала рака да си поднесе оставка. Ние бараме од другарката на Боки Тредичи, Рената Десковска, од другарката на Катица Јанева, министерката за правда, да си поднесе оставка од морални причини, затоа што во нејзин мандат се случува најголемиот рекетарски, обвинителски, политички и судски скандал. ВМРО ДПМН најави дека ќе предложи предлог амандмани на текстот и дека нивното прифаќање ќе биде тест дали власта бара консензус и двотретинска поддршка, што ако не се соберат потребните 80 пратеници. Ако не се изгласа законот, значи ќе се оди на други варијанти, варијанти кои што ќе значат превземање на случаи, можеби од друго обвинителство, обезбедување на веда шеф, значи ќе постојат повеќе варијанти кои што се разгледуваат. Може и преку измени на законот за совет на јавни обвинители. Предлог законот сега оди на расправа во Комисијата за европски прашања. Председателот нова тело најави дека прво ќе ги повика партиите на консултации во обид за постигнување договор околу амандманите. Да најдеме начин како заеднички да дојдеме до текст на закон кој што е прифатлив и на кој што на граѓаните ќе ја врати довербата во институциите. Предлогот на владата е СЈО да се претопи во обвинителството за гонење организиран криминал и да се вика обвинителство за гонење организиран криминал и висока корупција. За усвојување на овој закон потребно е двотретинско мнозинство во парламентот. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.